Начелен договор за зголемување на платите на административните службеници е постигнат на денешната средба меѓу владата и представниците на синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани што се одржа во владата. Како што изјави по средбата председателот на УПОС Трпе Дејановски, договорот предвидува зголемување на платите за по 8% во секоја од наредните 3 години. Сепак тој нагласи дека договореното прво треба да биде прецизирано во писмена форма, потоа за него да се изјаснат органите и телата на синдикатот. Мило ми е што делумно беше прифатено барањето на УПОС. Владата прифати да ги исплаќа додатоците на плата за вработените во администрацијата и правосудството, изјави Дејановски. Тој појасни дека зголемувањето ќе се реализира во 3 рати од по 8%, почнувајќи од март, преку склучување поединечни колективни договори во сите институции од државната управа и правосудството, вклучително судовите и обвинителствата. И покрај постигнатиот договор, Дејановски вели дека конечната одлука ќе ја донесат членовите на Советот. Тој објасни дека пресметката на платите се врши врз основа на минималната плата, вредноста на бодот, образованието и нивото на работното место. Според него, почетната плата во администрацијата изнесува околу 25.000 динари, додека највисоката е околу 45.000. Инаку вчера премиерот Христијан Мицкоски даде дополнително објаснување за владината формула за зголемување на платите. Тој посочи дека зголемувањето ќе се темели на растот на минималната плата, пошто на новиот износ ќе се применува зголемување од 8%, што според неговите проценки би резултирало со раст од најмалку 40% во период од 3 години. Лидерот на СДСМ Венко Филипче денеска го презентираше предлог законот за зголемување на минималната плата на 37.000 денари, односно 600 евра. Оценувајќи дека за оваа мерка постојат доволно средства во буџетот доколку се намалат трошоците за стоки, услуги, репрезентации. На пресконференција Филипче истакна дека за зголемувањето на минималната плата се потребни околу 120 милиони евра. Средства кои според него можат да се обезбедат со кратење од 20 до 30% од буџетската ставка за стоки и услуги, во која се планирани 27,5 милиарди динари. Филипче посочи дека синдикалната минимална кошничка веќе надминува 66.000 динари и дека работниците не можат да ги покријат основните трошоци поради континуираниот раст на цените. Тој предложи дел од средствата да се искористат и за поддршка на приватниот сектор преку субвенционирање на придонесите, со цел компаниите да можат да ги зголемат платите без да се загрози нивната ликвидност. Лидерот на СДСМ оцени дека барањето на синдикатите за повисока минимална плата е оправдано и неопходно. Државната делегација, предводена од председателката Гордана Силјановска-Давкова, денеска уствари средба со председателот на Обединетите Арапски Емирати шејк Мохамед бин Зајед бин Султан Ал Нахјан на маргините на светскиот владин самит што се одржува во Дубај. Како дел од македонската делегација, на средбата присуствуваше и министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Како што информира Муцунски преку објава на социјалните мрежи, на средбата била потврдена одличната динамика на билатералните односи меѓу двете држави. Биле разменети мислења за можностите за нивно понатамошно напредување. Разговорите биле фокусирани на продлабочување на политичкиот диалог, зајакнување на економската соработка и зголемување на инвестициите, како и на развој на заеднички иницијативи што ќе придонесат за натамошно јакнење на партнерството меѓу Македонија и Обединетите Арапски Емирати. Од двете страни бил изразен заемен интерес за продлабочување на соработката во областиот заемен интерес со цел унапредување на билатералните односи во претстојниот период. Родителите на загинатите во трагедијата Пулс во Кочани изразија сомнеж дека сведоците на обвинителството се изложени на притисок преку вибер комуникација од затворот во Скопје. Тие тврдат дека лицето ЈЈ, кој издржува притвор, му давало мобилен телефон на братот на обвинетото лице, Тодор Јованов, кој преку вибер контактирал со сведоците. Имаме сознание дека се врши притисок врз сведоците и повикуваме надлежните да ја проверат оваа информација и детално да ги испитаат сите комуникации, изјави мајката на едно од загинатите лица.
Таа додаде дека трагедијата представува геноцид на млада генерација поради алчност, корупција и несовесно работење и нагласи дека родителите нема да дозволат вистината да остане скриена. Трилатералните преговори меѓу Украина, Русија и Соединетите Американски држави денеска продолжија во Абу Даби на вториот ден од разговорите за можности за завршување на руско-украинската војна. Главниот украински преговарач Рустем Умеров информира дека се одржуваат трилатерални консултации, работни групи и координација на позиции. Рускиот представник Кирил Дмитриев изјави дека е постигнат напредок во преговорите и дека се работи на обновување на економските односи меѓу Русија и Соединетите Американски држави. Додека според него војните пушкачи од Европа и Британија се обидуваат да се вмешаат во процесот. Албанската влада ја укина привремената забрана за TikTok, овозможувајќи повторен пристап до платформата на територијата на земјата. Одлуката донесена од Советот на министри му наложува на националниот орган за сајбер безбедност да ја суспендира примената на претходно воведените технички мерки. Откако, како што наведуваат властите, се решени прашањата за јавна и социјална безбедност во дигиталната средина. Пристапот до TikTok беше забранет во март 2023 година, по трагичното убиство на 14-годишниот Мартин Цани, што се случи по ескалација на кавга преку социјалните мрежи. Владата ја воведе забраната еден месец подоцна, иако семејството на жртвата и самата платформа тврдеа дека Мартин не ја користел истата. Одлуката ќе стапи на сила по објавувањето во службен весник, кога албанските граѓани повторно ќе можат да го користат TikTok. Македонија денеска останува под влијание на облачна маса која носи врнежи од дожд, особено во југоисточните делови, каде се очекува да наврнат над 20 литри на метар квадратен. На повисоките планини во северозападниот дел врнежите ќе бидат од снег, а ќе дува слаб до умерен југоисточен ветер. Температурите утрово се движат од 3 до 7 степени, додека дневните максимални ќе достигнат до 14 степени. Во Скопје претежно облачно време со услови за повремен дожд и максимална температура до 13 степени. Според управата за хидрометеоролошки работи, ваквото време ќе се задржи до сабота, со променливо облачно и релативно топло и повремени врнежи од дожд, кои локално ќе бидат пообилни. Од недела се најавува значително заладување со проширување на снегот на планините и повисоките места.